Министерот за одбрана Владо Мисајловски престојуваше во Париз, Франција, каде што учествува на отворањето на меѓународниот саем за одбрана и безбедност, еден од најголемите глобални настани во оваа област, на кој беа представени повеќе од 400 изложувачи на воена опрема и безбедносни технологии. За време на посетата, министерот присуствуваше на официјален прием за министрите за одбрана, организиран од министерката за одбрана на француските вооружени сили Катерине Ваутрин. Во рамки на настанот Мисајловски оствари работна средба со Хелен Конвейн Мурет, подпредседателка на Комитетот за надворешни работи, одбрана и вооружени сили на францускиот сенат, на која се разговарало за унапредување на билатералната соработка и зајакнување на одбранбените капацитети. Од Министерството за одбрана беше соопштено дека посетата представува значајна можност за директно запознавање со најновите техничко-технолошки достигнувања во одбранбената индустрија, кои ќе бидат важни за идните чекори во процесот на модернизација на опремата на македонската армија. Посетата, како што се наведува, е дел од пошироката стратегија за зајакнување на меѓународната соработка, размена на искуства со партнерски земји и следење на современите трендови во одбраната и безбедносната сфера. Дополнително учеството на вакви меѓународни саеми се оценува како важен сегмент во процесот на модернизација, со цел подобрување на подготвеноста и оперативните капацитети на армијата на Република Македонија. Министерот за локална самоуправа Златко Перински денеска се обрати на работен состанок посветен на поддршката за подготовка на плански документи за локален економски развој, кој се одржа во рамки на ресурсниот центар за поддршка на општините. Во своето обраќање Перински истакна дека Министерството за локална самоуправа преку ресурсниот центар континуирано развива конкретни механизми за поддршка на општините со цел зајакнување на нивните капацитети и поефикасно извршување на законските надлежности. Тој нагласи дека во изминатиот период преку ресурсниот центар се испорачани повеќе алатки и стручни документи наменети за градоначалниците и општинските администрации, дека денес започнува нова фаза на поддршка преку организирана и групна стручна помош за подготовка на плански документи за локален економски развој. Оваа активност, како што посочи, е резултат на потребите што самите општини ги идентификувале во своето работење. Перински порача дека целта на Министерството не е само формално да биде партнер на локалните самоуправи, туку преку конкретни активности да придонесе за олеснување на нивната работа и унапредување на локалните политики. Тој додаде дека локалната самоуправа е самостојна во извршувањето на своите надлежности, но дека преку партнерска соработка и размена на знаење може значително да се подобри квалитетот на услугите кон граѓаните. Во рамки на оваа нова активност, 40 општини ќе добијат стручна поддршка од експертски тимови за изработка на плански документи за локален економски развој, со цел креирање квалитетни решенија кои ќе придонесат за поттикнување на економскиот раст, привлекување инвестиции и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Од Министерството посочуваат дека ресурсниот центар представува траен механизам за обезбедување техничка, советодавна и стручна поддршка за општините во согласност со нивните реални потреби и предизвици. Во текот на изминатото денонуќе на целата територија на државата полициски службеници лишиле од слобода 17 возачи за безобзирно управување возило. 14 лица возеле без возачка дозвола, од кои 5 малолетници. 3 возеле под дејство на алкохол, информираат од МВР. 6 лица во Скопје, 2 малолетници, 4 лица во Тетово, 3 малолетници и по 1 лице во Куманово. Велес, Охрид и Прилеп возеле без возачка дозвола. По 1 возач во Куманово, Македонска Каменица и Скопје управувале возило под дејство на алкохол. Возачот во Скопје претходно со возилото Форд кое го управувал удрил во паркирано возило, при што била причинета материјална штета. Од Министерството за внатрешни работи посочија дека по целосно документирање на овие случаи ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување или доколку се под дејство на алкохол, сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај, порача оттаму. Додека Соединетите Американски држави одбележуваат 250 години од своето постоење, а американскиот претседател го славеше својот роден ден, Белата куќа беше претворена во сцена на голем спортски спектакл кој го привлече вниманието на светската јавност. Во дворот на Белата куќа за прв пат беше организиран настан со масивен октагон поставен меѓу Белата куќа и споменикот на Џорџ Вашингтон.
Настанот, чија организација според извештаите чинела околу 60 милиони долари, беше придружен со воени прелети, церемонијална гарда и илјадници присутни гости. Централната конструкција, позната како канџата, беше осветлена во црвена, бела и сина боја, создавајќи силна символика на американскиот дух и националната прослава. Атмосферата според сведоци наликувала намешавина од спортски спектакл и државна церемонија. Главниот фокус на вечерта беше борбата во лесна категорија меѓу американецот Џастин Гејџи и фаворитот Илија Топурија. Борбата започна интензивно, при што Гејџи прв зададе сериозни удари и го раскрвави противникот, додека Топурија возврати во втората рунда со силни удари во телото. Во третата рунда Гејџи успеа да го собори Топурија и продолжи со силен притисок. Борбата беше прекината пред почетокот на петата рунда, откако тимот на Топурија одлучи да ја стопира поради неговата состојба. По победата, Гејџи емотивно изјави дека борбата ја гледа како символична паралела со историјата на САД, нагласувајќи дека од аутсайдер до победник е пат која одразнува американската приказна. Настанот предизвика огромен интерес и на социјалните мрежи, каде се појавија бројни видеа и реакции од присутните, вклучувајќи семејството на Трамп, кое беше забележано во публиката. Организаторите го оценија настанот како еден од најспектакуларните во историјата, додека аналитичарите посочуваат дека комбинацијата од спорт, политика и национална прослава создава момент кој ретко се гледа во светскиот спорт. Украинскиот претседател Володимир Зеленски преку својот телеграм канал упати повик за итна и одлучна реакција од земјите членки на Г7, кои во моментов одржуваат самит по нов бран руски напади врз Киев и други украински градови. Според украинските власти и извештаи од медиумите, руските сили извршиле масовни напади во текот на ноќта, насочени кон инфраструктурни воени цели, при што биле погодени и објекти во главниот град и повеќе региони. Украинската страна оценува дека станува збор за продолжување на интензивните напади врз клучната енергетска и индустријска инфраструктура. Од друга страна, руските извори соопштуваат дека нападите биле насочени кон објекти поврзани со украинската одбрамбена индустрија, како и локации кои според нив се користат за поддршка на украинските вооружени сили. Москва наведува дека ваквите операции се одговор на претходните акции на украинската страна. Ситуацијата доаѓа во период на зголемена дипломатска активност, додека лидерите на Г7 разговараат за понатамошна поддршка за Украина, како и за можни чекори за стабилизирање на безбедносната состојба во регионот. Зеленски во своето обраќање нагласи дека е потребна посилна меѓународна реакција за, како што рече, заштита на цивилната инфраструктура и спречување на понатамошна ескалација на конфликтот. Конфликтот меѓу Украина и Русија продолжува да предизвикува сериозни последици врз безбедносната состојба и инфраструктурата во регионот. Меѓународните напори за дипломатско решение засега остануваат без конечен исход. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Во поголем дел од земјата ќе преовладува пријатно летно време со повремени облачни периоди кои нема значително да влијаат на температурите. Ќе дува слаб до умерен ветер кој во западните делови ќе биде од западен правец, повремено ќе засилува. Долж поврдарието и во источните делови ќе дува ветер од југоисточен правец. Минималните температури утрово се движат од 7 до 16 степени, што возможува свеж почеток на денот, додека максималните дневни температури ќе достигнат од 27 до 34 степени. Во Скопје времето ќе биде сончево и топло со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Според прогнозата за наредните денови, почетокот на новата седмица ќе биде стабилен и топол со доминација на сончево време. Во среда се очекува локален развој на нестабилна облачност, поизразена на повеќе места низ земјата, со појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер, што локално може да предизвика и краткотрени интензивни временски појави. Од четврток времето повторно ќе се стабилизира со сончеви периоди и променлива облачност во текот на денот, како и постепено враќање на постабилни летни услови.